Колегуваме во вторнишното издание, втор час на отвореното студио на еден телевизија. Велам добар ден за универзитетскиот професор, односно професорот на факултетот, православниот факултет на богословијата, доцент Милан Ѓорѓевиќ. Ви благодарам што дојдовте и што одвоите време, но пред тоа да ви соопштам, поштувани гледачи, дека веднаш по него ќе имате можност да следите разговор со Маја Морачанин, идниот лидер на на Дом на партијата која треба да изврши смена на крајот од овој месец и познатата Лиле Поповска да остане само пратеник. Колку и на каков начин овој тренд на реафирмација на зелените ќе ја зафати и македонската политичка сцена, ќе видиме од разговорот со Морачанин. Веднаш потоа во 17 часот имате можност да гледате разговор со државниот секретар во МНР Виктор Димовски. Кои ќе бидат идните амбасадори? Што се чека со смената на Наумовски во Вашингтон? Дали и колку реално Владо Бучковски се само кандидира или е кандидат за замена на тоа значајно амбасадорско место, дипломатско место за Македонија во Вашингтон. Се разбира како и со каква динамика ќе продолжи дипломатската смена, до толку повеќе што е препознатлив аголот на недоверба помеѓу Иванов и актуелната коалиција. Уште еднаш ви благодарам, професор Ѓорѓевиќ, што дојдовте. Во овој момент ми се чини дека политичката синтагма простување и помирување, која во овој момент има некаква политичка конотација, се допира и до некои канонски правила, до некои господски правила, не убивај, не кради, дилемата граѓанството и верниците да ја покажат смислата за солидарност, за на одреден начин помирување кон послабиот и така натаму. Што гледате во ова, да речем, политичка флоскула или синтагма на простување и помирување? Ви благодарам прво за поканата. Драго ми е да бидам ваш гостин во вашата емисија. По втор пат со вас. Благодарам. Пред неколку години имав исто прилика да бидам ваш гостин. Во оваа студија, мислам дека бевте. И знаете, прашањето што го поставувате е многу по-широко од тоа што ние вообичаено си го представуваме, обичаено сакаме да си го видиме. Ние сакаме да се затвориме во тие дневно политички затворени простори и за жал многу често сите тие наши сведувања на нештата, на целата стварност на дневна политика ја отсликува нашата внатрешна состојба, нашиот внатрешен морал, нашата внатрешна сиромашност и отуѓеност. Знаете, кога човек ќе почне да ги гледа сите нешто од аспект на некаква идеологија од една страна или на некакво сметкаџиство од друга страна, сето тоа сведочи за она што ние како луѓе, како граѓани го имаме во сопствениот морален код. Значи, сметам дека проблемот што го отварате со оваа тема е проблем на општиот морал, проблем на општото поставување на самите луѓе во општеството, во односите со ближните. Ние имаме две најголеми христијански заповеди. Возлюби го Бога, најмногу од се, и возлюби го ближниот како себе си. Најчесто ние забораваме да ги следиме. И едното, и другото. И сето тоа се осликува на општеството во кое што живееме, на контекстот во кој што живееме. Значи, тоа е еден општ морален проблем. Сега, црквата е тука и функцијата на црквата, функцијата на теологијата, функцијата на богослужението, на проповета е точно да потсети дека треба да тргнеме од внатрешност, од внатрешниот човек, затоа што ние не можеме да тргнеме однадвор. Морам јас да тргнем од себе, од мојата внатрешност, за да можем да градам однос со другите луѓе, да бидам способен да сакам, да бидам способен да простам, да бидам способен да бидам праведен. Нели, сето тоа се добродетели, кои што понекогаш дури не изгледаат противречни заради тоа што површно пристапуваме кон нешто. Нели, ќе рече некој кој простува, кој помирува?
Па во една крајна инстанца тоа е Бог. Ние секогаш молиме Бог да ни прости. Ние молиме Бог да не помилува. Во богослуженијата ние ги повторуваме зборовите Господи помилуј, Господи помилуј. Јас не знам колку пати, многу пати се повторува во богослуженијата точно тој се повторува точно тие зборови. И како што Бог ни проштева нам, така ние треба да им проштеваме на другите. Тоа го имаме во Господовата молитва. Бог да ни простува како што и да ни ги прости нашите долгови, како што и ние им простуваме на нашите должници. Не го ведомо во дневна политика, но денове прочитав една реакција по повод иницијативата на премиерот за евентуално помирување и простување. Реакцијата се сведува: не си ти Бог да простуваш и да помируваш, ти си премиер на владата. Уште малку околу ова филозофско-догматска спојка на две човечки особини или на две божанствени заповеди. Колку тие кореспондираат со некаква општествена реалност во која исто така Господ вели не кради и не убивај. Именно тоа кажав, значи имаме ние цел еден морален систем, имаме цел етички систем. Имаме од една страна добродетелите на милоста, на љубовта, на простувањето, од друга страна имаме на праведноста, на праведниот суд. Сите тие нешта не би биле спротиставени кога ние би биле интегрални личности, кога ние би биле духовно дораснати за да можеме сите тие нешта да ги обединиме во себе си, тргнувајќи од себе си. Јас гледам едно друго нешто и јас не би бегал од темите на политиката заради тоа што човекот е политичко битие, зоон политикон. Значи јас би направил разлика помеѓу политика, онаа која што е достоинствена за човекот како политичко битие, како битие на заедницата, и од друга страна политиканството, дневната политика, сите тие еден таков површен однос кон политичкиот живот во општеството. Јас можам да констатирам дека ние навистина поминуваме во еден драматичен период во кој што острастеноста, политиканската острастеност има земено многу голем замав. Едно од најважните нешта во таквите мигови е да разбереме дека надвор од тие политички несогласувања, човек може да има еден или друг политички став, човек може да биде лево или десно ориентиран, човек може да биде либерален или конзервативен. Луѓе може да имаат различни идеологии. Но она што е важно е дека во црквата на литургијата се собираат сите. Црквата е за сите отворена и сите треба да се почувствуваат како заедница тука, во тој основен простор, зборувам како православен свештеник, во тој основен простор во кој што сите сме рамни, соголени. Од сите тие нешта со кои што сме се накитиле, етикети и чуда и сите тие работи, пред Бога застануваме соголени од сите тие нешта. Во еден период, професор Ѓорѓевиќ, ќе направам грубо паралела како и со Ману, кога ги критикувавме бегате од дневна политика, од дневни реакции, истата беше ситуацијата и околу МПЦ. Премногу е внесена во дневно-политичките реакции, во фаворизацијата и така натаму. Но ми се чини во однос на името. Има две работи што треба да ги разјасниме. Едната е доследноста на дедо Стефан во дијагнозата дека решавањето на името и на грчко-македонскиот спор ќе влие и за перспективата на признавањето на МПЦ. Тоа е една дефиниција која имаше политички шок предизвикан на овој начин. А второто е дека, што е дневна сега, дека МПЦ не е подложна и нема да го промени своето уставно име, канонско име Македонска православна црква, Охридска архиепископија и така натаму. Ви имате еден основен принцип од кој што нашето општество се води или би требало да се води. Тоа е принципот на разделување на религијата и политиката. Добро, тоа е предноста на секуларноста во овој ситуација. И тоа не е само предност на државата која што се разделила од црквата, тоа е понекогаш предност на црквата која што може самостојно да одлучува за тоа како ќе се вика и како ќе функционира. Така што јас на таа линија би ги гледал овие нешта кои што сега ги коментирате и ги предложувате. Деновиве на собор на МПЦ, меѓу другото, е изнештен и став дека
Македонската православна црква, Охридска архиепископија, во титулирањето на црквата и поглаварот ги воведува Јустинијана Прима. Тие што се поврзуваат со Јустинијан први и така натаму, не водат во времето на византиството, раниот период и така натаму. Се појави контраверзија околу тоа. Дали е тоа најисправниот чекор? Дали Македонската православна црква има два аршина? Бара своја генетика на постоење во 10 века наназад со Климентовата црква, или го напушта тој византиски период кога македонска, односно православието во Македонија влече корени од Павле и така натаму. Прво, генетика немате. Тука имате нешто што е типично за секоја помесна православна црква, да бара корени колку што е можно поназад во минатото. Зошто велам нема генетика? Да, можеби словенските народи се асоцираат најмногу со делото на светите Кирил и Методи, со делото на Свети Климент, на Свети Наум, но територијата на која што действува и постои Македонската православна црква, Охридска архиепископија, пред тоа не била непокрстена. Не била тоа некоја паганска територија која што се покрстила во тој миг. Народите кои што дошле на таа територија биле покрстени од светите браќа. Ме разбирате? Така што сосема легитимно е вие да се движите наназад и да барате континуитет, историски континуитет, ако сакате, до апостолско време. Тоа сите помесни православни цркви го чинат. Која вие ќе видите една полна титула на еден од патриарсите или предстојателите на некои од другите помесни православни цркви, вие ќе видите една долга формулација која што одие далеку до речиси до апостолските времења. Значи нема ништо погрешно во тоа. Затоа ли да се нагласи Јустинијана Прима? Јустинијана Прима е црква која што функционирала на овие простори пред времето на Охридската архиепископија, пред времето на покрстувањето на словените, и тоа е еден сосема легитимен акт на продлабочување и констатирање на тоа црковно преемство од предходните епохи и генерации на христијанството на територијата на која што живееме ние денес. Професор Ѓорѓевиќ, факт е дека уставните промени, воведувањето на новото име Република Северна Македонија ќе предизвика една лавина на ретитулирање и реименување на многу државни институции, вклучувајќи ја можеби и МАНУ и владите и така натаму. Дали по тој налет ќе биде зафатена Македонската православна црква, без оглед што тврдиме дека е државата секуларна, дека таа го има своето право на име, именување и така натаму? Па самите го дадовте одговорот. Ќе бидат во случај да се случи такво нешто, тоа ќе повлече последици на државни, рековте, институции. Црквата не е државна институција, така што црквата донесува одлука независно од тие нешта. Има еден интересен момент околу новата генерација на свештеници во МПЦ, која има помодерни сваќања, која не е конзервативна, која знае да искаже свој став, вклучувајќи вас кои пишувате колумни, Пимен, и да не ги бројам сите, можеби и ќе сгрешам нешто, во кој понекогаш соопштувате ставови што на миг значат мал ерес, предизвикуваат реакција на делот синодот и така натаму. Имате ли реакции на дедо Стефан, на синодот, синко, малку ја прекрдашуваш ситуацијата со некои реторични или етички дилеми, православни и така натаму? Не, апсолутно не, заради тоа што ако сте ме следеле, значи моите написи што јас ги пишувам се целосно во согласно со она што е теологија и предание на црквата. Сега на некој можеби тоа нешто да му звучи, можеби некој од тие нешто што
јас како теолог ги споделувам, може да му звучат необични, но тие се аргументирани и втемилени во православното предание, во православната теологија што ја предаваме на Богословскиот факултет. Ако можете да посочите конкретно некоја тема, па можеме за тоа да зборуваме, бидејќи јас немам намера да не би можел да се сетам конкретно што би било спорно од сите тие нешто. нешта. Па например, пример застана, да речем, условно зад некаква фаворизација или анимација или популаризација на за референдумот и така натаму. Не е само ова ситуација. Вие на оден начин бевте малку порезервирани, но се гледаше еден степен на повеќе позиција на можните позитивни реперкусии од референдумот и решавање на грчко-македонскиот спор. Вас лично ја прашувам. Како го доживувате можното решение на грчко-македонскиот спор? До толку повеќе што значаен дел од ова нова гарнитура на монаси, па и на свештеници, па и на владици произликуваат од ова така наречена грчка школа која оди до Света Гора и така натаму. Знаете како? Набројавте повеќе нешто, ќе почнам од едноставно тоа што ме прашавте, решавање на спорот со политичкиот спор со Грција. Грчкиот народ е православен народ. Ние тоа не можеме да го игнорираме. Колку и да имаме ние во нашето минато, особено од последните 50, 70, 100 години, мрачни, многу мрачни епизоди, ние мора да најдеме начин со тој наш братски народ да се помири. Начинот за помирување мора да е начин на честност. Не може да се премолчуваат битните теми. Значи, тука има многу важни теми кои што се отвараат. Статусот на македонците, темите од минатото, од времето по Втората светска војна. Значи, тоа се теми кои што треба да се отворат, теми за кои што треба да се зборува. Сметам дека преку еден искрен диалог, преку една искрена желба за помирување, нели првата тема од која што почнавте, дека може да се стигне до вистинско помирување. И тоа е нешто што јас длабоко го посакувам, еве, го кажувам сосема отворено, длабоко посакувам да дојде до искрено и честно помирување. Тоа бара искреност, тоа бара честност, тоа бара водење од принципи, бара симетрија во односите. И она што јас како може би ме загрижува во тој процес е дека може би таа симетрија во некои точки од тоа зближување може да биде нарушена. Се надевам дека нема да дојде до такво нешто и дека ќе има можност на вистина да дојде така. Но вие не можете да ги игнорирате луѓето кои што имаат поинакви сентименти. Ме разбирате? Значи, вие имате едно граѓанство, имате луѓе кои што се отворено за, имате луѓе кои што се отворено против, имате луѓе помеѓу, кои што имаат различни нијанси, значи немате само за и само против, немате црно-бело, немате добри и лоши. Јас постојано се застапувам за тоа дека вие немате добри и лоши. Изгоре на тоа, сето тоа се случува во одреден момент, историски момент, геополитички момент, како сакате. Јас не сум експерт по геополитика и не би сакал за тоа сега да бистрам и да зборувам на долго и широко. Таа геополитика влеке е внесена и во православието. Признавањето на Украинската црква од страна на Цариградската патриаршија предизвика лавина од политички реакции. Една од Порошенко, председател, друга од Лавров, кој предупредува дека тоа ќе ги нареши, и трета црковна реакција во која руската црква и нивниот поглавар ги прекинува односите со Цариградската патриаршија, што се тврди дека после 10 века е прв знак на сериозно расколништво и проблеми во христијанството. Или? Значи, тоа влијание вие го имате историски. Добро. Значи, вие погледнете низ историјата на црквата, вие ќе видите дека црквата постоела во различни општества и ќе видите дека различните општества вршеле влијание врз тенденциите, случувањата во црквата. Отидете во средниот век, отидете во епохата на Турската империја, Руското царство, стигнете до ден денешен. Тоа нешто го има.
Но она што е насушно потребно и најпотребно на црквата е да може да одлучува и да размислува колку што е можно по самостојно, водејќи се од евангелските принципи пред се, а не водејќи се од останатите принципи кои што се минливи и променливи. Заради тоа јас инсистирам секогаш на тоа да не бидеме идеолошки острастени. Може некој да ми замери, може некој да ми каже неколку пати сум имал прилика вака да гостувам во некоја емисија или да напишам нешто на социјалните мрежи и ми кажат професоре, многу си млак. Ова што го кажуваш не е ни топло, ни студено, млако е, нели? Не треба така да биде. Треба да завземеш страна. Јас ја завземам страната и тоа е страната Христова. И тоа е страната на црквата, која што е над сите тие историски мидливи нешта. Затоа што кога ќе помине се, кога ќе помине историјата, кога ќе поминат сите нешта, ние повторно ќе застанеме соголени од сите наши етикети, припадности, афилијации и така натаму, како што реков на литургијата, така и на последниот суд Божи ние ќе застанеме пред Бога вака. И ќе треба да дадеме одговор дали тоа што сме го правеле, сме го направиле честно, дали сме го направиле на добар начин, дали сме го направиле служејќи му на Бога, или сме го направиле служејќи на некои наши собствени интереси или на нешто трето. Кој ви рекол дека сте мек, имал право, и јас се согласувам со него, но пак ме враќам во сферата на досегашниот историски камбек, во која црквата креираше геостратегија со векови наназад. Сега одеднаш геостратегијата креира црковни влијанија и можеби на одреден начин или раскол или разводенување на патернализмот на еден центар на православието. Да. Знаете, како прво ќе реферирам кон првото што го кажавте, има еден многу убав дел од Светото писмо, каде што Господ вели силата моја е во нечујот. Силата е во трската што нема да биде прекршена од ногата моја. Тука се состои силата. А не се состои во гласното викање, нели, и навивање и така натаму. Ако реферирате кон некое влијание на црквата врз политиката, врз политичките случувања, врз социјалните случувања и така натаму, може би реферирате повеќе кон историјата на Западната црква, каде што ние го имаме феноменот на папата како оној кој што ги држи двата меча. Мечот на духовната власт и мечот на световната власт. Тоа е доктрина на римокатоличката, средновековна доктрина, од која што римокатоличката црква се водела во таа епоха. Таква доктрина во православната црква не постои. Така што вие такво наметливо, или како да кажам, нагласено наметнување на црковната власт над световната, сепак не можете да забележите во минатото. А пак ако се вратите во Византија, вие ќе видите многу ситуации во кои што световната власт се обидувала да се покаже како одлучувачка во црковните процеси. Имате 5 минути до крајот од разговорот за одговор на клучното прашање, што предпоставувам ќе предизвика висок степен на интерес во јавноста. Колку и на каков начин реакцијата на Цариградската патријаршија со даденото право на Украинската црква да се избори за своја независност наспроти Руската црква, ќе има можни позитивни влијанија врз признавањето на статусот на Македонската православна црква од сестринските цркви. Тоа што сега се случува во Украина е кулминација на еден подолг процес. Она што е важно да се нагласи тука е дека македонскиот случај, случајот на Македонската православна црква е различен од украинскиот. Немате место за споредба. Не можете двата случаи да ги споредите и да ги да вадите консеквенции од едното кон другото или од другото кон едното. Ситуацијата е просто поинаква. Она што мене не ми треба 5 минути за да го кажам, ми е доволна и половина минута да го кажам, е дека во целата драма што се случува сега во Украина, најважното од се е да
издржи да остане евангелскиот ум и разум, кој што гледаме дека е доведен до самата граница. Ги гледате последните случувања, веќе се слушаат гласови кои што зборуваат отворено за раскол во православието. Јас не сакам да верувам дека е дојдено до таму. Јас не сакам да прифатам дека нема повеќе пат надвор од таа ситуација што се случува. Ако погледнеме историјата на православието последните децении, можеби последниот век, ние ќе видиме дека во историјата на православната црква имало вакви ситуации. Имало прекинување на литургиско општење, што е тешката мерка, најтешкиот степен до кој што отуѓувањето на православните едни од други може да стаса. Но верувам дека, како што и досега се наоѓале решенија за ваквите спорови, верувам дека и сега ќе се најде решение за тој спор, за таа голема рана што православната црква сега ја преживува и која што треба да се најде начин да се исцели и да се надминува. Литургиската изолација е специфична, меѓу другото, и за односите меѓу српската и македонската православна црква. Јас во тој контекст ве прашувам, до толку повеќе што вие велите има. Меѓутоа јас ќе цитирам: немавме друг избор освен да ги прекинеме сите врски со Цариградската патријаршија. Признавањето на независноста на Украинската православна црква од Москва е спротивно на сите историски вистини. Иларион, начело на Руската православна црква. Изјава негова. Добро, Иларион не е начело на Добро, Руската... митрополитот, извинете. Така. Јас не можам да го коментирам ова понатаму. Значи, ова е нешто што се случува сега, што се случува вчера, денеска се случува. Сметам дека би било исклучително неодговорно да се даваат судови веднаш за целата ситуација. Вие таму имате една длабока поделеност, имате неколку различни црковни субјекти, од кои што само едниот црковен субјект е признаен, тоа е Украинската црква при Московскиот патриархат, и останатите црковни субјекти кои што бараат начин да бидат на еден или друг начин признаени. Решението за секој спор, и ова е категоричен став, ова е категорична позиција, не може да се бара во разделувањето на црква. Решението не може да се бара во поларизирањето. Моите и твоите, ајде да се поделиме. Тоа е најпогрешното нешто што можеме да го направиме. Ама разделувањето е во духовната сфера или во статусните белези на секоја автокефална црква? Почнува во духовната сфера. И кога ние имаме прекин на општење, кога ние имаме таков вид на разделување, тоа значи дека она што се случува во нашиот дух се прелива во црковната стварност и во граѓанската стварност во која што живееме. Гледате како се сите нешта за кои што зборуваме поврзани едно со друго. Решението на секој спор во православната црква, дали тој ќе биде канонски или ќе биде од друга природа, треба да биде решение на соборна љубов. И тоа не се празни фрази, тоа не се празни термини кои што сега јас ги користам за да задржам некаков неутрален статус. Моето кажување не е неутрално. Вие не можете без братската љубов, без љубовта кон Бога и без љубовта кон ближните да постигнете било што. Тоа е нешто што е суштествено во решавањето на ваквите спорови. Јас верувам дека тој начин на решавањето на споровите е начинот од кој што нашата црква се води и ќе се води во идни. Добро, таа смирена црковна дипломатија на МПЦ е веќе препознатлива. Што можеме да очекуваме? Негативно или позитивно за МПЦ од оваа одлука на Вселенскиот патриарх во Истанбул, Константинополис, односно Украинската црква? Во која смисла негативно? Дали паралелна одлука би можела да биде тоа донесена и во однос на МПЦ? Тоа зависи од случувањата, тоа зависи од преговарачките тимови кои што се ангажирани во тоа. Како што знаете, јас не сум ангажиран во сите тие нешта, јас деталите кои што ги барате не можам да ви ги кажам бидејќи од прва рака јас не ги познавам. Она што останува како најважно и како суштествено е да се оди кротко. Да се оди со љубов
да се оди со внимание и да не се истрчува насилно да се прават било какви непромислени чекори во надеж дека со револуција ќе се постигне нешто. Духот на револуцијата не е духот на Евангелието. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше првиот попладневен гостин Милан Ѓорѓевиќ, доцент на Факултетот за богословија во Скопје. Мислам дека за неколку минути или за неколку секунди треба да почнат вестите и таму е Джегуманова. Повели. Да, Чумовски, ти благодарам. Во продолжение се вестите во 16 часот. Секако фокусот ќе го ставиме на тоа што се случува денеска во собранието и што се случува во кривичниот. По краткиот джингл.